Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон Сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Сенатот ја блокираше легислативата, поддржана од представничкиот дом, за укинување на забраната за хомосексуалци отворено да служат во армијата. Ова се случи синојке, зашто ќе чуеме во првиот блок вести во емисијава. Со 57 спрема 40 гласови, демократите не успеа да ги соберат неопходните 60 да ја отстранат процедуралната пречка на републиканците и да го започнат процесот за прекинување на политиката позната како не прашувај, не кажувај. Председателот Барак Обама изјави дека е разочаран од гласањето, но дека ова не е крај на напорот да се преиначи политиката. Коосновачите на Facebook, Марк Зукерберг и Дастин Московец, велат дека планираат да дадат повеќе од половина од нивното богатство за добротворни цели. Двајцата се меѓу 17 најбогати американци кои се приклучиле на проектот давање ветување, започнат од коосновачот на Microsoft, Бил Гейтс и инвеститорот Уорен Бафет. Целта е да се натираат најбогатите луѓе на САД да ги зголемат своите добротворни донации. Порано годинава Зукерберг соопшти дека дава $100 милиони на системот за јавно образование во Нјујорк, Нью Џерси. Хакерите што ја поддржуваат веб страницата Wikileaks ја проширија својата војна на интернет против компаниите PayPal и Amazon, за кои велат дека се против слобода на информациите на интернет. Хакерската група Анонимни ги инструираше поддржувачите на микроблогерскиот сајт Twitter да ги преплават PayPal и Amazon со барања за информации. Нападот на Amazon не успеа да ја урне страницата. Претходни напади беа насочени на веб страниците Mastercard и Visa, зашто престанале да ги процесираат донациите за Wikileaks. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Белата куќа и демократите се во расчекор. Ова е неизгодна ситуација за председателот кој мислеше дека има сделка со републиканците во врска со скратувањата на даноците, но демократите мислат дека премногу дал, а малку добил. Еве ги деталите. На 3 недели пред истекувањето на важењето на скратувањето на даноците од ерата на председателот Буш се води војна на повлечи потегни меѓу председателот Обама и Конгресот. Обама вели дека ова е важна дебата и мисли, како што рече, дека повеќето на Капитол Хил ке решат дали сакаат економијата да се движи напред или назад. Мнозинскиот лидер во Сенатот, Хари Рид, рече дека сенаторите ќе започнат дебата по договорената сделка во понеделник, но демократскиот кокус во представничкиот дом гласаше за отфрлање на предлог законот, барем така стојат работите во моментов. Конгресменот Крис Ван Холен беше дециден дека во форма каква што е договорена, сделката на председателот не е прифатлива за демократскиот кокус во домот. Ненси Пелоси додаде дека како додавање навреда на раната, тие, републиканците, ги додале и даноците на имотот, што е премногу за многу нивни членови да проголтаат. Роберт Гибс, прес-секретарот на Белата куќа, пред новинарите рече дека никој не може да направи договор што на сите ќе им се допадне и дека овој е најдобрата реалистична варијанта. Главниот економски советник на председателот вели дека без тој договор државата ќе влезе во уште една рецесија. Колку е остра ситуацијата покажува и ставот на републиканците дека ќе блокираат секаков друг закон од усвојување ако не се реши прашањето со даноците. Од тука и запирањето на легислативата не прашува и не кажува за хомосексуалци во армијата, што веќе се случи, како што јавивме порано. Во 2011-та ќе се навршат 10 години од нападите на САД на 11 септември 2001-та. Наводниот осмислувач Калид Шејх Мохамед е во американски затвор, но се уште не е јасно каде и кога ќе биде суден, а една од причините е контроверзата за тоа кој судски систем, цивилен или воен, треба да биде употребен за изведување на осомничен за тероризам пред лицето на правдата. А како што ќе видиме од прилогот на колегата Питер Федински од Њујорк, досега одржаните терористички судски постапки не помогнаа да се разреши ова прашање. Во јануари, градоначалникот на Њујорк Мајкл Блумберг се предомисли. Ја повлече предходно дадената поддршка за одлуката на администрацијата на Обама наводните заговарачи на нападите од 11 септември да бидат судени во цивилен суд.
Bloomberg вели, такви судски постапки градот би го чинеле стотици милиони долари, додадени на трошоците за обезбедување. Има места што се поевтини и каде е поедноставно тоа да се прави отколку во градот Њујорк. Воените бази се такви места. Републиканците во Конгресот исто така се против цивилни судски постапки во случаи на тероризам. Главниот обвинител Ерик Холдер вака ја опишува ситуацијата. Не е донесена конечна одлука каде ќе биде суден Калид Шејк Мохамед и другите. Има многу законски, практични, безбедносни елементи кои треба да се земат предвид. Прашањето не е кој суд е построг, зашто, како што вели професорот на Универзитетот Колумбија, Метју Ваксман, не се знае што да се очекува. Видовме во многу цивилни постапки изречени големи казни за осомничени терористи и воени комисии кои резултирале во куси казни. Примери има многу, како онај на кој Ваксман посочува, 9-месечна условна казна изречена на австралиецот Дейвид Хикс од Американски трибунал наспроти 20 годишна казна за така наречениот американски талебанец Џон Вокер Линд од цивилен суд, а обајцата уапсени во Афганистан каде му се приклучиле на Талебан. Во меѓувреме, Калид Шејк Мохамед останува во Гвантанамо. Осомничени од помал калибар може да продолжат да бидат судени во цивилни судови. За постигнување единствен став, ке треба да се почека. Голема корист од таа мала обична таблета аспиринот. Стара работа е дека може да спречи срцева болест, но сега има и нешто друго. Во понеделник во Newsflash, само 80 милиграми аспирин може да спречат смрт од некои чести форми на рак. Дали е за вас? Може би не. Гледајте во понеделник во Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд.